Централно издание на Дневникот на Канал Плюс телевизија. Добро вечер. Започнуваме со најава на дел од содржините кои ќе следат. Следниот месец ново зголемување на социјалната помош. На почетокот на јули исплатата што ќе се добие за социјална парична помош ќе биде зголемена за 5%, најави денес Груевски. Од денес во аптеките е достапно маслото од канабис, кое се издава без лекарски рецепт. Масло кое може да има позитивни ефекти при состојби на стрес, нервоза, депресија. За СДСМ животот на луѓето е само бројка која им е од интерес само ако може да ја злоупотребуваат во политички цели, одговори од Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Штип. На почетокот на јули исплатата што ќе се добие за социјална парична помош ќе биде зголемена за 5%, најави денес лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски, кој потенцираше дека најдобра социјална политика е политиката за отворање на нови работни места и токму затоа невработеноста е намалена од 38 стигна на 24,5%. Станува збор за околу 30.000 семејства кои што земаат различни видови на социјална помош. До сега околу 62% е зголемена социјалната помош во периодот на владењето на ВМРО ДПМН од 2007 нааму, така што ова ќе биде едно ново зголемување. Тоа беше ветено во нашата програма, беше предвидено кога се правеше буџетот за 2016 година и сега со исплатата на почетокот на јули примателите на социјална помош ќе го добијат она што им беше ветено. Мојата теорија е дека најдобра социјална политика е политиката на отворање на нови работни места и токму затоа невработеноста се намалува, токму затоа фокусирани сме на намалување на невработеноста, таа од 38% стигна на некаде 24,5% со континуирано нејзино намалување и континуирано отворање на нови работни места. 2600 динари ќе чини маслото од коноп од 10 мл со 5% CBD, а 2990 динари со 7% CBD. Од денеска маслото од канабис со THC помало од 0,2% е достапно во аптеките низ Македонија. Од Министерството за здравство вела дека со ова излегуваат во пресред на барањата на граѓаните и стручната јавност, чии забелешки ги вградиле во законско решение во март годинава. Според меѓународните искуства станува збор за масло од канабис кој може да има позитивни ефекти при состојби на стрес, анксиозност, нервоза, депресија, може да се користи против симптоми на гадење и повраќање, помага во одржување на балансот на цревната флора и генерално може да помогне во подобрување на имунолошкиот систем кај човекот. Токму затоа ова масло се наоѓа во слободна продажба и е достапно за секој човек без лекарски рецепт, истакнуваат од Министерството за здравство. Ова масло не може да биде земено за стандардна терапија ако за одредена медицинска состојба истата е препорачана од доктор. Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Михаил Цветков утре во Кочани ќе го пушти во употреба системот капка по капка за производство на ориз. Настанот ќе се одржи на полето за ориз во Институтот за ориз во Кочани со почеток од 11 часот. Станува збор за проект на USAID за експанзија на мали бизниси, во чии рамки утре ќе биде означен стартот на новата иницијатива за рурален развој, одржливо производство на ориз, преку која оваа година експериментално е обезбеден систем за наводнување капка по капка за производство на ориз во Кочани. Членови на познатото штипско семејство Караѓозови на Универзитетот Гоце Делчев од Штип му подарија недвижен имот. Договорот беше потпишан денес, а подарениот имот ќе биде преадаптиран за потребите на наставата на катедрата по историја и археологија при Факултетот за општествени науки.
Штипскиот универзитет Гоце Делчев со големиот број факултети и студиски програми се повеќе го привлекува вниманието, што се докажува со зголемената заинтересираност, односно се поголемиот број на студенти. За потребите за реализирање на предвидената настава, преадаптирани се повеќе објекти во сопственост на општината, а за таа намена интерес покажа и едно старо штипско семејство, семејството Караѓозови. Наследниците на првиот македонски хирург кој потекнува од Штип, Панче Караѓозов, на универзитетот ја подарија семејната куќа која се наоѓа во Ново село, бидејќи сакаат да имаат свој придонес во името на образованието да се зачува културното богатство на ова семејство. Драго ми е што куќата ќе остане во спомен, затоа што градот Штип многу медицинари, многу лекари даде. Панче Караѓозов го вика нејмарот на македонската хирургија. Ценевме дека ова нема да биде на одмет, да си ја добие таа силина, да си ја добие таа традиција, функција и да биде вечен споменик. Мојот дедо, тоест таткото на татко ми Александар, по кога сум ја закопан овде во оваа црква, така да и ова нека биде една композиција, да кажеме, на убави и сведоштво на традицијата. Куќата потекнува од почетокот на 19-тиот век и е заштитена како културно богатство, а Караѓозови од универзитетот добиле гаранција дека ќе биде стилски реновирана. За преадаптирањето на куќата ќе претходи изготовка на потребните проектни документи. По оваа исклучителен потек на фамилијата Караѓозови се надевам дека нема да биде последен. Се надевам дека и други фамилии, ценети фамилии, видни фамилии во Штип ќе тргнат по овој, да кажеме, потек на фамилијата Караѓозови и дека универзитетот ќе има и такво делче кој се однесува на завештанија од познати и ценети фамилии од Штип. Знаете и самите, Ново село е под заштита на спомениците на културата. Целокупна документација да обезбедиме финансиски средства и се надеваме дека почетокот на наредната година може да почне да работи. Откако ќе се реконструира и преадаптира, куќата на Караѓозови ќе се користи за потребите на наставата на студиските програми на катедрата по историја и археологија при Факултетот за општествени науки. 7 наставници од основното општинско училиште Дедо Илио Малишевски од Берово од септември ќе разменуваат искуства со наставници од Шпанија. Училиштето доби позитивно решение за апликацијата за вклучување во програмата на Еразмус+. По одобрената апликација на Општинското средно училиште Ацо Русковски од Берово, Националната агенција за европски програми и мобилност одобри уште една апликација на Беровско училиште. Основното општинско училиште Дедо Илио Малешевски доби позитивно решение од програмата Еразмус+, за акцијата мобилност на кадар во училишното образование со вредност од околу 30.000 евра. Следејќи ги европските образовни трендови, оваа година нашето училиште подготви апликација која еве по добиено решение од страна на Националната агенција за европски образовни потреби. Успеавме и го добивме решението дека сме добитници на овој грант. Висината на самиот грант изнесува 30.000 евра, со која се предвидува 7 наставници од нашето училиште да заминат во Шпанија во период, односно 2 пати по 7 дена. Првото заменување се предпоставува дека ќе се реализира во месец септември. Преку овој проект вработените во училиштето ќе имаат можност да посетат неколку обуки во Шпанија, што директно ќе придонесе за подобрување на процесот на одвивање на наставата во ово училиште. Како наставник ми беше предизвик да се вклучам во Еразмус програмата. Вложив многу труд и напор околу проектот, многу време. На моја среќа, огромно задоволство и на задоволство нормално на целото наше училиште, проектот ни беше одобрен. Тој се содржи од 2 посебни обуки, едната во областа на дигитализација и користење на модерна технологија во училиштето, а другата е за Еразмус координатори. Двете обуки траат по 7 дена, ќе се одржат во градот Хуелва во Шпанија и ќе ги посетат по 7 наставници индивидуално секоја. Процесот на селекција на проектите и доделувањето на грантовите за клучните акции извршено согласно водичот за национални агенции за програмата Еразмус Плюс од Европската комисија. Сите процедури се одвиваат во софтверска алатка, а оценувањето на апликациите е извршено од страна на надворешни експерти.
5-годишно дете погодено од струен удар на просторот помеѓу две куќи на улицата Царка Ѓоргиева во населбата Оризари. Полицијата и стручни лица од Евана направиле увид на местото на настанот, каде што е утврдено дека струјниот удар не е настанат од објект поставен од Евана Македонија, а која е причината за ударот и присутната нестручно поставена електрична инсталација на тоа место, доправа ќе се утврдува. За среќа детето поминало со помали повреди, веднаш е префрлено на хируршко оделение во Кочанската општа болница и е надвор од животна опасност. 5-годишниот Столе Иванов, играјќи си во дворот на куќата на улицата Царка Ѓоргиева во населбата Оризари, во саботата во 19 часот и 30 минути се фатил за оградна мрежа на која имало струја и настрадало од струен удар. Брзата реакција на неговата баба го оставило во живот малиот Столе. Почна да писка, го фрливши што од рака, го стиснав, фатив дето, видов дека не можам да го откорнам и пршче по пршче од левата рака прво, му ги тргах од мрежата, потоа пак го теглев од мрежата, не можев, па со другата рака пршче по пршче му ги оттеглих и почнах да пискам, да викам дека у мрежата има струја, ја осетив дека почна мене многу да ме дрма. Сите истрчаат дома, почнаваме да пискаме, го замаа детенцето, однесоа го болница, сходи се голем револт. Станува збор за внатрешна инсталација на потрошувач до помошен објект во дворната површина. Евана утврди дека има 220 волти струја, тоа го потврдија од Евана, пренесува на полицајците, тука беше крим техниката, сето тоа го утврдија, кажаа дека е 220 волти струја. За да се утврди точната состојба, прва струјата е исклучија од нашата куќа и утврдија дека од нашата куќа не е. После тоа од комшијата Зоран Венков, од неговата куќа ги одвртува осигурачите и тогаш прекина струјата на мрежата. Увид направила полицијата и стручни екипи од Евана, кои веднаш дошле на местото на настанот по повик на МВР и ја утврдиле можната точка на дефект. Истрагата е во тек. Иако Евана Македонија или енергетските објекти на Евана Македонија немаат никаква допирна точка со немилиот настан кој се случи во саботата, сепак изразуваме жалење токму од вакви настани кои се случува. Дали се тоа од било кои оператори или слично што е поврзано со нешто што може да предизвика опасност, апелираме да си има најголемо внимание при поминувањето покрај таквите објекти. Значи Евана Македонија нема никаква причина или на никој начин не придонесе за немилиот настан каде што момче се здоби каде што детето се здоби со одредени повреди. Сепак нашите екипи излегува на терен, утврдено е дека сите енергетски објекти на Евана се во ред и дека струјниот удар не е настанат од објект на Евана Македонија. Останатото оставаме полицијата да го направи увидот и да излезе со официјалното соопштение. За среќа малиот Столе по 3-дневната нега во хируршко оделение во Кочанската општа болница е во добра здравствена состојба и е пуштен на домашно лекување. Продолжуваме на тема политика. Општинската организација на Социјалдемократскиот сојуз Штип обвини дека работата на лекарите во Штипската клиничка болница не се исплаќа соодветно проектот плата по учинок од болницата со демант. Штипската клиничка болница е потврда за агонијата на македонското здравство и нефункционирањето на здравствениот систем, обвинија денес на прес од Општинската организација на Социјалдемократскиот сојуз. Исто така, трудот на здравствените работници не се третира според проектот плата по учинок, а пациентите болни од малигни заболувања одат на терапија во Скопје, истакна председателот на Општинската организација на Социјалдемократскиот сојуз Милошев. Болните од малигни заболувања се принудени сами да ја купуваат цитостатиците и да патуваат до Скопје за да ја добијат потребната хемотерапија. Бункерот за зрачна терапија, кој одамна требаше да биде готов во клиничката болница во Штип, не го дочека светлото на денот. Вреднувањето на трудот на лекарите, како во Штип, така и во цела Македонија, е крајно понижувачки. Проектот плата по учинок е инструмент како постојано неистомисленици да бидат казнувани, а послушниците наградувани. Стручното усовршување на лекарите во странство е обична приказна, која што во пракса изгледа сосема поинаку. Затоа лекарите заминуваат од Македонија и тоа 200 лекари годишно. Од клиничката болница демантираа дека докторите и медицинските работници се исплаќаат и наградуваат согласно проектот плата по учинок и дека наскоро ќе започне доизградбата на бункерот за зрачна терапија. Во врска со плаќањето по учинок,
Лекарите во клиничка болница Штип се исплаќаат 100%, а оние лекари кои што имаат направено повеќе интервенции, значи по проектот за 100 наградени се наградуваат. За прашањето за акцелераторот, значи тоа е работа на проектната единица од Министерство за здравство. Тендерот е завршен и треба да го докричат, значи проектот, фактички проектната единица на Министерството за здравство. Во врска со тоа дека лекарите ни одат во странство, од клиничка болница Штип досега немаме отидено лекар да работи во странство. Одговор на денешните обвинувања на СДСМ Штип пристигне и од Општинскиот комитет на ВМРО ДПМНЕ Штип. Велат за СДСМ животот на луѓето е само бројка која им е од интерес само ако може да ја злоупотребуваат во политички цели. За СДСМ е мисловна именка да се набавува нова опрема во болниците која најдиректно влијае на подобрите дијагнози и лекување, односно здравјето на граѓаните. Затоа СДСМ има против набавената нова опрема во здравството во вредност од над 100 милиони евра. СДСМ со својата некрофилска политика постојано докажува дека не се грижи воопшто за човечките животи и судбини. За СДСМ животот на луѓето е само бројка која им е од интерес само ако може да ја злоупотребуваат во политички цели. Лагите за доенечката смртност кои ги пласираат во секоја прилика се само дел од нивните напади на некрофилизам со кои очајно се обидуваат да бидат актуелни, иако нивните тврдења се побиени од официјалната институција Државниот завод за статистика. За разлика од нивното време кога годишно се доделуваа по 30 на специјализации годишно, денеска бројот на специјализации е 10-кратно зголемен и се доделуваат на 300 специјализации годишно. СДСМ зборува и за одлив на кадар, а не го ни споменува процесот кој го имаме за прв пат во државата, а тоа е преминување на доктори специјалисти од приватно во јавно здравство. Над 200 искусни доктори специјалисти веќе преминаа во јавното здравство. Над 160 доктори веќе имаат бенефит од мерката на Министерството за здравство за кофинансирани специјализации. Кога СДСМ зборува за Штипската болница, најтешко е на логиката. Не само што не закува една шајка во неа, не само што не променија еден прозорец, туку уште и не ја поздравуваат нејзината изградба. Во Штип владата на ВМРО ДПМНЕ вложува 56 милиони евра за изградба на комплетна нова болница, според врвните светски стандарди, која ќе биде една од најсовремените во регионот. Претходно се инвестирани над 4 милиони евра во набавка на најсовремена медицинска опрема само за оваа болница, а паралелно се инвестира и во кадарот и се реализирани 140 нови вработувања, над 120 здравствени работници беа испратени на едукација во странство. Вкупно 30 доктори се упатени на специјализација, од кои 4 на специјализација во странство. Сите овие факти се тешки за поимање за СДСМ, бидејќи сакаат државата да ја гледаат онака како што ја оставија, во пустош. За нивна несреќа, граѓаните на Република Македонија имаат други идеи и желби. Затоа повеќе од 10 години граѓаните не му дозволуваат на СДСМ да се доближи до власта. Така ќе биде и на наредните избори, кога и да собере храброст СДСМ да се појави на нив. Бензините поевтинуваат за половина динар, а цената на дизелот не се менува. Регулаторната комисија за енергетика ја донесе одлуката за малопродажните цени на нафтените деривати, која стапува на сила од полноќ и ќе важи во наредните 2 седмици. Малопродажната цена на Евросупер 95 се намалува за половина динар и со тоа цената на Евросупер 95 изнесува 63,50 динари за литар. Од друга страна, малопродажната цена на Евросупер 98 се намалува за 1 динар, односно малопродажната цена изнесува 65 динари за литар. Малопродажните цени на евродизел и екстра лесното масло за домакинство не се променуваат, односно остануваат на исто ниво како цените утврдени со одлуката од 30 мај 2016 година. И со тоа, малопродажната цена на евродизел изнесува 50 динари за литар, додека малопродажната цена на екстра лесното масло за домакинство изнесува 38,50 динари.
Од овој месец започнуваат градежни зафати на мостот кај село Јакимово, како прва фаза од решението за справување со поплавите од река Осојница. Овој проект општина Виница го реализира со целосна поддршка на УСАИД и Милео Контакт, како една од активностите кои произлегува од изработената стратегија за климатски промени. Борбата против климатските промени започнува од река Осојница. Овој месец стартуваат активностите за заштита на мостот кај село Јакимово, како прва фаза во спроведување на едно долгорочно решение за проблемот со надојдените води и излевањата кои се повторуваат и по неколку пати во годината. Представници од Милео Контакт како носител на овој проект кој произлезе од изработката на стратегијата за климатски промени на општина Виница од страна на Сдруженијето Агровинка, денес пред Јакимовци ги презентираа насоките на проектот за да се чуе и последното мислење од засегнатата страна. Милео Контакт Македонија во рамките на проектот на USAID веќе ангажираше консултантска куќа која што изврши техничко проектирање на целиот проект. Генерално се работи за 3 фази, од кои што во рамките на овој проект ние заедно со општина Виница може да започнеме само со финансирање на првата фаза од проектот, за тоа е заштита на мостот и коритото возводно, значи пред мостот, чистење на коритото од можни потенцијални наноси нагоре и стабилизирање на речното корито пред мостот. Во моментот значи ќе се изведува непосредната заштита на мостот во речното корито и делот возводно на некои околу 250 метри возводно мостот. Самата регулација, самото техничко решение е стандардно за ваков тип на заштитни мерки. Се работи за неколку каскадни прагови, за заштитна облога од реден камен во околината на мостот, значи, и покрај заштитата се предвидува уште изглед на зафатна градба за води за наводнување. Жителите кои се соочиле со последиците од поплавите, особено овие неколку години, побараат комплетна санација. Таа кога надојде, јас сум 60 години, чудовишно. Чудак, пошто доаѓаат до сред, нивите дигале меч. Како што најавија од Милео Контакт, тендерските постапки се веќе завршени. Следната недела започнува работата на терен. Во оваа прва фаза се обезбедени $100,000, средства од кои 80% се преку УСАИД, а останатите 20% се преку општина Виница. Сдруженијето на пензионери од Штип и Карбинци од 2 манифестации се врати со освоени први места. На 21-те регионални пензионерски спортски игри кои се одржаа во општина Лозово, штипските пензионери од 11 дисциплини освоија 10 први места, додека пак на манифестацијата Бабина баница, која се одржа вчера во Македонска каменица, баницата на пензионерките од општина Карбинци беше прогласена за највкусна. Штипското сдружение на пензионери најуспешно на регионалните пензионерски спортски игри, чии домаќин годинава беше општина Лозово. Пензионерите се надпреваруваа во 11 дисциплини, а дома се вратија со освоени 10 први места. Освен во спортски игри, пензионерите од Штип и Карбинци најдобри во припрема на баница на традиционален начин. Од манифестацијата Бабина баница која се одржа вчера во местноста Еленец во Македонска каменица, ја направија највкусната баница и го освоија првото место. Од 6 сдруженија, ние у 11 дисциплини освоиме 10 дисциплини. Дисциплини се теглење на јаже мажи, теглење на јаже жени, скок од место, трчање на 80 на 100 метра, фрлање во кош, шутирање голче, па домино, табла и така. Голема поддршка во оно што го работат имаат и од штипскиот градоначалник, кој денес оствари средба со учесниците на спортските игри. Дочекате пензија, дека не треба да се повлечете дома, туку треба активно да продолжите со вашите активности, да спортувате, да се дружите, бидејќи тоа и помладува, ве сталожува, ве смирува, ви носи позитивна енергија. И лично мислам дека тоа што го прават нашите пензионери е примери за другите како да се однесуваме. Повеќе од 10 години во дисциплината тегнење јаже штипските пензионерки се најдобри, а за вакви резултати активно се подготвуваат преку цела година. Пензионерите се подготвуваат и тренираат и за останатите дисциплини, кои покрај годините постигнуваат врвни резултати. Пред да одеме на тренинг, еден месец презадоволни сме. Влечеме јаже, да. Ми сме задоволни од успехот.
презадоволни од успех. На моите години, 75, имам 100 можни 87 круга. Пензионерски доли у салата, а после неколку дена одеме на отворено, у вила една, кај Сутлако, и тука се спремаме. Пред надпреварите успешно тренираме за да го добиеме успехот. Во наредниот период, Сдруженијето на пензионери ќе учествува на уште 2 манифестации кои ќе се одржат во Радовиш и Дојран. Во ова здружение, кој е едно од најактивните во источниот регион, има над 8000 членови, пензионери од Штипи Карбенци, и е пример за тоа како треба да се живее во периодот на трета доба. Бројни шефови на земји и влади го судија најголемото масовно убиство во поновата американска историја од вчера во ноќен геј клуб во градот Орландо, во кое беа убиени 50 луѓе, како и челникот на американската муслиманска група Каир. Нихат Авад, кој остро осудувајќи го нападот, истакна дека убиецот не ја представува исламската вера. Во нападот врз ноќен клуб во центарот на Орландо убиени се 50 на луѓе, а 53 се ранети. Вооружениот напаѓач е идентификуван како 29-годишниот американец од афганистанско потекло Омар Садик Матин. Интернет ресурсите на джихадичката организација Исламска држава објавија дека тој бил нејзин борец, а американските медиуми пишуваат дека во телефонско јавување до службата за итни случаеви во текот на нападот во неделата утрото изразил лојалност на споменатата екстремска сунитска групација. Премиерката на Бангладеш Шејх Хасина повика на итно запирање на бран од брутални убиства на секуларни интелектуалци и припадници на разни религиозни малцинства во земјата. Бангладешката влада ќе направи се што ќе биде потребно за да се спречат нападите. Околу 40 на лица, влијателни блогери, секуларисти, професори, интелектуалци, геј активисти, како и припадници на верските малцинства беа брутално убиени, главно со мачети и со отсекување на главата во изминатите неколку години. Никој досега не е обвинет и осудет за некој од овие убиства. Опозицијските политичари тврдат дека реакција била покрената дури откако исламистите ја убиле сопругата на еден висок полициски функционер. Британскиот премиер Дейвид Камерон вчера во својот настав за јавниот сервис BBC предупреди на изгубена деценија доколку неговата земја ја напушти Европската унија по референдумот од 23 јуни. Доколку британците се определат за напуштање на Европската унија, последиците од тоа би било загубена деценија за Обединетото кралство по прашањата за економски раст, инвестиции и социјални издатоци, смета премиерот Дейвид. Доколку се случи излегување од Европската унија, можно е владата долгорочно да не може да ги заштити пензиите, државниот здравствен систем и одбраната. Излегувањето би можело да предизвика црна дупка во јавните финансии и да се закани на трикратната заштита на растот на пензиите, додаде британскиот премиер. Одбојкарската репрезентација на Македонија на турнирот во рамки на Евролигата забележа одличен резултат, остварувајќи 3 победи од 3 одиграни надпревари против Албанија, Данска и Бугарија. Избраниците на селекторот Жарко Ристовски по првиот дел имаат максимален учинок во трите соочувања со Албанија, Данска и Бугарија и на мечевите во Скопје ќе се обидат по трет пат едно по друго да се најдат во завршницата од ова надпреварување. Ваков исход не очекуваа ниту најголемите оптимисти во нашиот табор, а особено од голема важност е победата постигната над Бугарија. Младиот борец Столе Евтимов од боречкиот клуб Спартак од Кочани на државното првенство за кадети, кое се одржа во Радовиш изминатиот викенд, го освои првото место во категорија до 76 килограми. Имав 5 борби, сите ги добив убедливо со технички туш. Се надпреварував во категоријата до 76 килограми. Моите противници беа од екипите, двајца беа од екипата на Лерија, Скопје и тројца беа од екипата на Тефиус, исто така од Скопје. Ова е како еден квалификацијски турнир со кој се обезбедува учество на Европското првенство кој ќе се одржи во јули оваа година во Стокхолм во Шведска. На државното првенство во борење слободен стил за кадети во Радовиш, екипата на Лирија покажа најмногу, беше и најмногу бројна,
а тој го донесе првото место во вкупниот пласман пред екипите на Неготино и Бучи. Државното првенство беше последниот тест за младиот борач од Кочани пред Европското првенство во Стокхолм, Шведска, кое ќе се одржи на 19 јули. Ова беа сите содржини за централниот дневник на Канал Плюс телевизија. До видување до третото издание на дневникот на 30 на минути пред полноќ.